Енергетската криза е една од темите на кои разговараме со професор Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Професоре Филковски, можен ли е драматичен раст на цените на струјата по 1 јануари 2022 година? Драматичен раст на цените не можам да дадам таква проценка, но дека ќе има пораст на цената на електричната енергија, тоа е речиси сигурно. Би рекол дека би бил изненаден доколку не се случи тоа. Иако има одредени механизми со кои што може тоа малку да се ублажи, пред се во рацете на владата и на регулаторната комисија за енергетика, но пораст на цената на електричната енергија речиси сигурно е дека ќе има. Дали тоа што досега плаќавме по ефтина струја може да не чини значително поскапо, бидејќи ЕСМ сега му продава струја на Евана Хоум за 37 евра за мегават час, а истовремено поради недоволното домашно производство ЕСМ купува струја и на светските берзи која се движи околу 250 евра за мегават час, а од друга страна ЕСМ веројатно од 1 јануари нема да може да му продава на Евана Хоум за 37 евра мегават час. Видете, прашањето е на место, но не е, значи проблемот е комплексен. Релативно долго време се одржуваше некоја стабилна цена на електричната енергија на прилично ниско ниво. Се разбира, таквото одржување на цената не остава многу простор за издвојување средства за одржување, за одредени ревитализацијски и модернизацијски зафати, а далеку од тоа да има простор за градба на нови објекти. Значи, секоја приказна си има две страни. Значи, цената одговараше локално, значи, на потрошувачите, таа ниска цена што ја спомнавте од околу 38 евра за мегават час, меѓутоа таа долгорочно јасно беше дека беше неодржлива и една од причините за тоа зошто објектите се во таква состојба во каква што се е токму тоа долготрајно одржување на релативно ниско ниво. Значи, еве сликовито да се изразам, не можете да ги обвинувате пожарникарите за тоа што возилата им се стари 40 години и толку може да се направи. Значи, објектите се стари, со така одржување толку колку што овозможувале приликите, може би можело и повеќе да се направи, но, еве, например, Осломеј е термоцентрала од доцните 70-ти. Блоковите во Битола се градени во 80-тите, од 80-81 до 89-та година. Значи, тоа се веќе технички со поминат животен, работен век практично на постројките. Опозицијата бара државата да предвиди субвенции од околу 250 милиони евра за струјата за граѓаните и компаниите. Како гледате на ова? Видете, јас не би можел тука многу да кажам. Тоа е повеќе прашање од економско-финансиска природа, само би рекол дека спомнав доаѓање на нешто на наплата. Значи, тоа е ред на големина на чинење на еден, можеби, нов комбиниран термоенергетски блок со гасно-парен циклус на природен газ. Малку повеќе од тоа, но тоа се, доколку такви средства се издвоеле порано, на некој начин и се планирало, се имало така подобар некој стратешки пристап, тоа можеби ќе имавме еден блок, тоест еден термоенергетски објект од типот на Тето АД Скопје, лоциран во центарот на градот, кој што одлично функционира со одлично увежбан тим кој што навистина добро ја води термоцентралата. Во 2010 година државните капацитети произвеле околу 6500 гигават часа струја, а во 2020 година над 3600 гигават часа. Зошто се намалува производството? Значи, објектите се прилично стари. Тука, дури и при добро одржување, доаѓа постепено до опаѓање на перформансите, до намалување на ефикасноста, влошување и на карактеристиките во однос на влијанието врз околината, а нели знаеме се јави и оној проблем на недостиг на гориво.
Сега, кај Осломеј тој е прилично реален, практично исцрпени се лежиштата, освен некои мали уште резерви таму што имаше некакви шанси едно време да се активираат. За рек Битола, може би тука требаше да се направи повеќе за обезбедување со дополнително снабдување со гориво од локалните лежишта. Но, пак велам, објектите се стари, некаде над 30 и нешто до 40 и нешто години и дури велам и при солидно одржување нормално е да паѓа ефикасноста. Нормално доаѓа и почесто до испади, до застои во работењето. Ако според досегашните предвидувања од резервите на јаглен ќе имаме за уште 10 до 15 години, а рек Битола е најголем производител, какви ќе бидат опциите кога резервите ќе бидат потрошени? Тоа е поврзано со патот на енергетската транзиција на земјата. Значи, неизбежно е ние да одиме кон некаква енергетска транзиција, значи со постепено зголемено учество на обновливи извори на енергија и други некои начини за покривање на енергетските потреби. Но моje мислење е дека тој пат треба да биде еволутивен. Се што е избрзано во таа насока, особено за земји како Македонија, на ова економско ниво, на ова ниво на финансиско-економска состојба на населението, состојба на електроенергетската мрежа, пренос, дистрибуција и така натаму, застапеност на објекти, се избрзано ќе донесе многу штета. Значи, сведоци сме за тоа што се случува во европските земји, многу поразвиени. Во овој период, реков, една од причините за кризата е избрзаната и, навистина би рекол, недоволно осмислена енергетска транзиција. Кај нас тоа треба да оди постепено и мој став е дека треба нашите енергетски потреби во иднина постепено да ги префрламе на природен газ, комбинирани гасно-парни постројки, а рек Битола ни случајно не треба брзо да се затвора, значи и тоа треба со некоја динамика во наредниве 10 на 15, 20 години. Тоа некако ќе се поклопи веројатно и со време траењето на непознатите, туку на достапните резерви на лигнит. Според енергетската стратегија на Македонија, државата треба да го напушти јагленот во следните 2 децении. Ова меѓу другото е и поради еколошкиот аспект, загадувањето и климатските промени. Колку се реални овие планови? Вака, сум ја читал енергетската стратегија, со некои аспекти се согласувам, со некои не. Значи, за некои имам прилично критично мислење, особено за настапот со она зелено сценарио. Тоа зелено сценарио може сериозни последици да изроди кај нас. Значи, мојот став е дека нам ни треба еволутивна транзиција кон зелена енергија, постепена, значи не брзо затворање на објектите. Колку е реално, ова што го кажувам, сметам дека е реално. Значи, градба на нов блок на природен газ со моќност од редот на големина 300 мегавати излезна електрична моќност, со гасно-парен циклус, потоа може би уште еден, ама ќе треба да се обезбеди дополнително снабдување со газ, затоа што веќе капацитетот на гасоводот може да биде доведен до горна некоја граница. Вклучување на обновливи извори на енергија постепено, затоа што преголемо на неподготвена мрежа, на неподготвен систем носи нестабилност и значи обновливите извори на енергија ги имаат оние сериозни ограничувања, барем овие за кои што зборуваме за поголеми капацитети, значи фотонапонски централи и ветерни централи. Можни ли се проекти во земјава од типот на соларни електрани кои би произвеле од 1000 до 2000 мегават часа струја? Може да се изведе таков систем, таква постројка, таква инсталација, меѓутоа тоа нема за електроенергетскиот систем да значи многу поголема сигурност. Значи ќе покрива дневни потреби во одредени услови, но ноќе повторно ќе треба нешто што ќе го подкрепува таквиот систем. Значи, или да не зборуваме за оној дел стабилност на системот.
поради непредвидливоста, променливиот карактер, испрекинатото работење, значи стабилноста, балансирањето на електроенергетскиот систем е сериозен проблем, доколку пребрзо се внесат големи капацитети базирани врз обновливи извори на енергија. Како ја оценувате состојбата со енергетската ефикасност во земјата и колку тоа може да помогне во заштедата на струја? Моето искуство, со оглед на тоа дека сум веќе 30 години во областа, вели дека ситуацијата се подобрува. Во последниве години значително се подобрува, затоа што најбитното е променето, а тоа е свеста кај луѓето за тоа прашање. Значи, порано во индустријски капацитети, со оглед на тоа дека многу сум работел индустријски енергетски проекти, значи за подобрување на енергетска ефикасност во индустријата, порано беше понекогаш дури тешко да се убеди сопственикот или директорот на фабриката, на инсталацијата, за некаков проект со кој што ќе се намали потрошувачката на енергија со подобрување на ефикасноста. Значи, и намалена потрошувачка на гориво или на друг тип материи кои што произлегуваат водна пареа, вода, компримиран воздух и така натаму. Сега веќе не е така. Сега самите иницираат такви проекти, значи, затоа што веднаш тоа се одразува врз цената на производот и не само таков тип производни капацитети кои што се карактеристични за индустријата. Во други сектори, например хотелите, рестораните, потоа во агроиндустријскиот комплекс, оранжериско производство таму, значи насекаде има големи можности за подобрување на ефикасноста, да не зборуваме за резиденцијалниот сектор, за јавните објекти, за комерцијални објекти од типот на трговски центри и така натаму. Но, велам, битно е дека свесноста е зголемена на многу повисоко ниво и сега секој, меѓу другото, се интересира и за тоа, да речеме, некаков уред или постројка или инсталација да биде и со подобра ефикасност. Така, а се уште има тука голем потенцијал и тоа би рекол дека ни е навистина потенцијал за можеби 10-15% намалување кога би можело со волшебно стапче да се инвестира за подобрување на ефикасноста. Професоре, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и јас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.